каква е состојбата со благосостојбата на животните? Значи треба да знаеме дека благосостојбата во Македонија е всушност дел од еден целосен циклус или систем кој што е благосостојба во Европа. Во однос на легислативата можеме да кажеме дека ние сме согласени со европската легислатива, а таа легислатива во секој случај доаѓа од ажурноста, активноста, будноста на граѓаните. Всушност во секое едно општество граѓаните, односно ние што се највеќе поврзани со животните или емпатични и така натаму, го буткаат системот, го туркаат напред, го мотивираат системот за да продуцира закони кои што ќе бидат во корист на општеството, а во овој случај и во корист на животните, односно во корист на благосостојбата. И така се создадени овие закони, почнуваат да се создаваат реално пред 15-20 на години закон за благосостојба на европско ниво и ние од тогаш го имаме превземено. И сега работата е што едно е легислативата и кај нас легислативата е навистина одлична. Јас сум правил истражување во однос на тоа на меѓународни проекти. Нашата легислатива е усогласена со европската легислатива и на европско ниво како и кај нас проблем е, односно имплементацијата не оди паралелно со на легислативата, не оди паралелно со донесувањето на легислативата. Значи ние треба навистина да поработиме малку повеќе во однос на имплементација на законските барања со цел да им приуштиме на животните подобар живот, односно поквалитетен живот во однос на нивното здравје, нивната благосостојба, нели темата за која што разговараме денес, но и во однос на продуктивноста нивна, затоа што треба да знаеме дека тие се инкорпорирани во нашиот систем животните и како придружници, миленици и така натаму, но дели од нашиот економски систем во однос на фармски животни, затоа што благосостојбата на животните, широката јавност повеќе е блиска преку милениците, но всушност огромен дел од неа е всушност кон фармските животни и она кое што ние го во една економска целина го функционираме заеднички. Ако законите ни се добри, тогаш проблем се институциите или системско решение? Што недостига? Значи, проблем во последните 30 години е имплементација, да речеме, на различни закони во последните 20 на години и за благосостојбата. Комплетно споено ветеринарна медицина, институција, свесна граѓани. Нашите институции, според мене, јас произлегувам и од Агенцијата за храните и растење, имам работено таму и ги познавам колегите, има таму сериозни специјалисти во однос на благосостојбата на животните. И инспекторите се одлично едуцирани во однос на темата благосостојба, примена на закони и така натаму, но немаат доволен капацитет за да може да ги спроведуваат тие закони, затоа што еве за Скопје, да речеме, цело Скопје треба за целата благосостојба, здравствена заштита на животните, има околу 5 инспектори кои што го регулираат тој сегмент кој што е сериозно малку. И затоа апелираме и неколку пати сме разговарале со властите да се направи полиција за животни, Animal Police, нели попозната. Тоа нема да биде кај нас нешто ново, тоа е веќе усвоена институција секаде во Европа. И всушност ми сметам дека тоа е правилниот начин во однос на регулирање на благосостојбата на животните и да се направи определен капацитет кој што ќе биде надвор од Агенцијата за храна и ветеринарство, затоа што тоа не е полиција во секој случај, да биде во рамките на Министерството за внатрешни работи како единица која што навистина ќе се посвети на оноа што ние како граѓани го гледаме во однос на благосостојба на животни, злоупотреба на животни, неправилно одгледување, изгладнување, несоодветни услови и така натаму, но во секој случај има и криминални дела како шверц на животни и така натаму. Значи, навистина ова тело е нужно потребно во нашата држава, крајно време е да се основа. Каде е тука улогата на ветеринарите? Ова прашувам од аспект дали се тие дел од проблемот или дел од проблемот и од решението со оглед дека кога ќе дојде кај нив, например, собственик, каде што се гледа дека е, например, во лакоза, односно дека има малечки, без оглед дали е куча, мач или нешто друго, дали има врска да пријават, бидејќи има постојат многу нелегални одгледувачници, чипирано, нечипирано куче. Каква е нивната? Значи, вака, ветеринарите, јас сум ветеринар во секој случај и можам да укажам дека улогата на ветеринарите, кај свесните ветеринари, кај што образованите ветеринарите кои што навистина одат прогресивно, а за среќа сме огромен дел, односно поголем дел од ветеринарите се во таа насока, даваат правилни насоки во однос на контрола на популацијата на кучињата и огромен дел од нив се вклучени во контролата на популацијата на кучињата. Но ветеринарите само се извршниот дел од целиот тој систем. Некој треба да им наложи, нели, за нешто да направат, затоа што само иницијативно не можат тие тоа да го направат, треба да биде во согласно со закон, а сепак инспекторите се тие кои што го контролираат моментот. Например, законодавството е пластичен пример. Законодавството кажува дека секој куче до 4 месечна возраст треба да биде чипирано, односно внесено во оној централен систем, ветеринарно-информативен систем или ВИСП, попопуларно, во каде што ќе биде регулирано чиво е тоа куче, каде е кучето и така натаму. Но
нема законска обврска и јас тоа сум го предложил кон властите, нели, во неколку наврати да се даде законска обврска на ветеринарот да мора тоа куче да го стави во системот без разлика дали ќе го стави на тој човекот кој што го дошол донел како собственик или тој ако декларира дека кучето всушност му помага од улица и така натаму да се заведе на име на општината од каде што е заловен. Некаков таков модел да се направи со цел секој куче да знае каде е и да нема миграција на кучињата од една, друга, трета, четврта општина, односно да не им го правиме проблемот на соседите. Во таков случај тоа е една од мерките која што би можела да допринесе до некаква регулација на системот. Но во секој случај треба популацијата на кучиња се контролира од секого. Не е само ветеринарите, не се само институциите, тука се и граѓаните. Значи сите заедно треба да работиме. Ако нас не спречат како сопственици на животни кучињата во околина кои што лаат на нашите куче, ние кога шетаме не можеме нели слободно да си шетаме и тоа ни пречи, ама не ни е проблем нашето куче да излезе надвор и да заврши некоја работа, нели? И после тоа да има поколение. Значи ние треба да бидеме одговорни прво со сопствениот милник, па понатаму да адресираме каде има проблеми за општеството со состојбите да ги решаваат институциите како што се агенцијата во однос на контрола, во однос на контрола на легислативата или општините во однос на контролата на бездомната популација на животните. Го спомнавте регистарот и чипирањето. Како стоиме со тоа? Дали е обновен и дали сите кучиња, има многу кучиња кои се чипирани, но без например број на сопственикот, адреса на сопственикот. Да. Како може и тоа да се? Значи, системот е добро поставен, идејата на системот е добра, но има потреба да се усогласат со определени мерки внатре во него и мислам дека може дополнителни компоненти да се стават во однос на контрола на сопственикот и на животното, да видиме какво е движењето на самото животно. Зашто е тоа така? Затоа што, например, убаво укажавте дека доста често телефонскиот број или не е внесен натре, ама самиот законодавец не го предвидел дека е задолжителна мерка. И затоа ветеринарот, некогаш од лукративни причини, некогаш од немарност, не го внесува телефонот во системот и од тука натаму не можеш да го исконтактираш собственикот, туку има определена адреса. Таа адреса не често е, зашто знаеме дека нели доста од луѓето не живеат на адресата каде што реално се водат по лична карта и од тука натаму почнува едно вртање со кучињата. Но треба да знаеме и дека доста често собственик кога ќе промени животното собствеништво, куче, мачка, што и да е што е обележана, во таков случај не се оди кај ветеринар да се промени собствеништвото. Еве јас можеби ќе споредам можеби не соодветно едно возило како предмет и едно куче како наш миленик и така натаму, но возилото кога ќе го отугиме на друго место, ние одиме на нотар, заверуваме дека кучето веќе не е наше, зутре ако се направи некаков прекршок со тоа возило, да не биде наша одговорност, туку наследниот, нели? Истото станува збори за кучето. Значи некој ќе го предадеме на новото семејство затоа што по различни причини можеби не сме во можност да го чуваме. Во таков случај според мене и тоа сум го предложил и мислам дека е одлична мерка да се прават договори за отугјување на кучето. Па тој новиот собственик ако не го заведе, утре заутре ако тоа куче направи некој немил настан, во таков случај ќе си биде одговорен тој што го преземал. Зашто? Многу пати затоа што сум работел во јавното предпријатие Лајка, во моментов соработувам и со Кавадаречкото Шепа и со Битолското прифатилиште Хачико. Доста често ни се случува кучето е заловено, кучето има микрочип, кучето има собственик, не можеме да го најдеме или кога ќе го најдеме собственикот, тој вика ама јас му го дадов на тој, па чекај да му се јаваме на тој, јас го дадов на тој и на крај виновен, односно тој што ќе ги носи последиците е првиот. Нас не интересира нивната приказна понатаму пред законот, одговара првиот. И од тука натаму настанува нели бунење зашто мене ме адресирате, нели во секој случај него го пријавуваме на Агенцијата за хранителство за неодговорно сопствеништво, кога некој пети сопственик после тоа го испуштил миленикот. Затоа треба да бидеме одговорни сопственици, прво контролирано да ги париме животните, ако веќе сакаме да имаме поколение, а веќе ако сме го отугиле животното, да си го префрлиме во систем на новиот собственик. И кога ќе си смениме адреса, кога ќе смениме телефонски број, да си го ажурираме тоа во системот. И многу е важно, затоа што јас правам и статистики за многу општини со кои што соработувам, во однос на мониторинг на популација на кучињата. Многу е важно затоа што кога ќе направиме статистиката, на пример, една општина има 10.000 кучиња. А всушност реалната состојба не е таква, затоа што кога ќе угинат кучињата или мачките, многу од собствениците не ја препознаваат потребата, односно законската обврска да одат да го одјават миленикот од ВИС системот, за ние да имаме реална бројка во таа општина колку
кучиња има. Зашто е тоа важно? Затоа што по новата методологија и законска обврска на Агенцијата за храна и да се прави мониторинг во секоја општина, всушност тоа влегува во параметарот на буџетирањето за адресирање на проблемот со бездомната популација на кучињата. Сега не е исто ако општината има 8.000 или има 15.000 животни, затоа што самата општина ќе треба да буџетира многу повеќе, а реално проблемот е многу помал. Дали тоа е едно од решенијата за бездомните животни? Чипирањето, а пред се кастрацијата и стерилизацијата? Значи, се влегува во еден комплекс на мерки. Затоа кажавме, од легислативата, односно законодавецот, од контролниот орган, од општеството како таква, тука и активистите во секој случај треба да ги повикаме, како активна состојка во решение проблемот, од бридерите, односно кинолошки сојуз, кинолози и така натаму, и од тука натаму мора да кажам, препродавачите според мене се најголемиот проблем на нашето општество, затоа што ние сум разговарал со кинолошки сојуз, кај нас продукцијата во расната популација, односно расните кучиња, опаѓа. Што значи дека ние не можеме ни да произведеме толку колку што има побарување на пазарот. Реално од наши соседни земји влегуваат преку шверцување реално, затоа што работам во реалниот сектор, во приватна ветеринарна амбуланта, доста често ни доаѓаат шверцувани кучиња на дневна основа, кои што поминуваат преку нашите граници неконтролирано и за жал доста од нив се нерегулирано третирани. Нити се вакцинирани како што треба, доаѓаат постојано со заразни болести и така натаму, најверојатно шверцерите ги групираат од повеќе од гледувачници, па едното ќе ги зарази другите, имаме сериозни проблеми и трагедии во рамките на семејствата кои што земале мало кученце, па тука натаму првиот допир на семејството, на децата и така натаму е со болно милениче кое што оди по ветеринари, па има неубава слика и не дај Боже неубаво да заврши. Така што навистина треба да се контролира и тој сегмент со цел благосостојбата на животното да биде едно од првите места, како и благосостојбата на општеството. Во вашата пракса како ветеринар нема повеќе третирате животни кои страдаат од болести или од човечка негрижа? Повторно ќе се навратиме на главната тема, благосостојба. Што е благосостојба? Всушност тоа е статусот на животното како психички, така и физички во неговото функционирање. Ако животното е среќно, ако животното е исполнето, ако на животното смо ги дале условите, без разлика дали е домашен миленик или продуктивно животно, во таков случај животното ќе биде многу попродуктивно, односно ќе ни даде прво со љубов, грижа и така натаму, но и кај продуктивните животни ќе даде со многу подобра продукција, поубаво млеко, поквалитетно млеко, по-квалитетни јајца, поздрав живот без можност за лекување понатаму и така натаму, така што и овој, да речеме, душевниот аспект е многу подобар во однос на ако се спроведува благосостојбата, но и продуктивниот аспект, затоа што ние треба да знаеме дека ние со животните функционираме во една заедница. Ние сме ги припитомиле со цел да искористиме некои нивни добра. И така функционираме. И затоа се е подобро во однос на благосостојбата. И баш подготвувајќи се за ова интервју, имаше една тема која што би било убаво да ја адресирам, тоа е кој да плати за благосостојбата на животните. Значи, затоа што благосостојбата за животното е скапа работа. И треба да знаеме дека општеството треба да плати, односно секој еден од нас треба да вложи во благосостојбата на животното за да добие понатаму можеби и поголема вредност. Зборам вредност не е само финансиска, нели? И затоа навистина треба секој еден од нас да се вложува во благосостојбата на животните. Ако мериме според тоа каква е благосостојбата, како општество сме? Сликата на едно општество е односот на општеството кон животните, односно нивната благосостојба. Во многу да речеме луѓе кои што се занимаваат со благосостојба на животните, можеби ова е една од главните реченици. Кога ќе ја видите благосостојбата кон уличната популација или односот на општеството кон уличната популација или кон фармските животни, вие гледате на кое ниво е статусот на државата, односно на системот, како функционира и така натаму. Така што огледало, ние како општество сме огледало на овие животни кои што ги гледаме на улица. Дали се згрижани, дали се третирани, дали не се, дали се во добро здравје, дали не се во добро здравје, дали ги има на улица, што значи дека сме го испуштиле проблемот од рака, или би во некое идно време се надевам дека нема да ги гледаме толку често на улица и ќе бидат добро згрижени во нормални семејства и нема да се репродуцираат и да остануваат на улица, нели надвор од некаква општа благосостојба, да речеме, на животните.